Мајка од Виничко си го бара детето родено пред 29 години во Кочанската болница. Станува збор за здраво женско дете, родено на 13 јуни со тежина од 3 кг и 900 грама, прва радост на семејството Соколови од селото Липец. 88 се породих. У 6 сато вечер у сабота. Женско дете и се исправно. И како го породих и го видов дека е се исправно. И после ја останах на боксу, они го однесоа да го повијатле, да го избанатле и донесоа го па повиено, па го видех. Останаа да шијат тамка и го однесоа и после ме дигнаа една соба, однесоа ме. Но радоста на Даринка траела само една вечер, веќе утредента на неа и соопштуваат страшна вест. И сабалето доди Надица, докторката. Шо правиш, Даринка? Викам, шо ќе правам, донеси ми дете, еле дете родих. Вика, дете немаш, вика, дете ти е мртво. И ја почнав да плачам силно и викам, ако е мртво, донесете мртво да го вида. Ти си пуна деца, деца ќе родиш, вика. Викам, донеси ми го и почнав да плача силно. По оваа вест, Даринка уште како леунка во болницата доживува неколку мозочни удари, од кои последици трпи и сега. И треба долго време да се соземе и да побара документи со кои болницата ќе ја докаже смртта на незиното дете. Но такво нешто нема ни до ден денешен. Единствено што успеала да дознае од полицијата е дека на датата на која е родена незината ќерка во болничкиот дневник нема заведено родено дете. Немам ништо. Ни извод, ни мртво, ни посмртница, ништо, никаков документ. Со години мајката ја потиснувала болката од загубата на детето, но и сомнежот дека незината рожба не е мртва. Неукоста, болеста и сиромаштијата ја спречувале да покрене постапка за утврдување на вистината за судбината на незиното правороденче. Но сега, по старост, се одлучила јавно да проговори. Но дали токму чекањето ќе биде најголемата пречка за таа да ја дознае вистината? Имено, во моментов таа може да поднесе само барање против непознат сторител за постоење сомнеж за исчезнување на детето од болницата. Основа за кривична постапка нема, зашто од тогаш до денес поминале повеќе од 25 години, период за кој според правниците можело да се истражува евентуално несовесно работење, да се направат ДНК анализи и да се поведе кривична постапка против тогашното раководство.